Јазикот е еден од главните атрибути на еден народ, а тоа значи дека официјалниот јазик на една држава не може да се менува во зависност од демографската состојба. Порача вчера академик Митко Маџунков на промоцијата на 50 нови наслови од едицијата Светско книжевно богатство во оманата. Потребна е заштита и афирмација на македонскиот книжевен јазик, но и воздигнување на повисоко ниво, бидејќи македонскиот јазик е поголем од што сме ние, но неговата големина нема да ни донесе утеха доколку биде уништен, вели Маџунков. Сведоци сме, вели Маџунков, на една невидена агресија во историјата на народите, кога се прават напори да се смени името на нашата држава и да се уништи нашиот јазик. Нема држава без јазик и нема државен опстанок без јазик. Албанците, србите, турците и сите други народи што живеат во Македонија имаат своји матични држави каде што нивниот јазик е заштитен. Тоа не е случај со Македонија. Ни побогата држава од нас не би можела да ги поднесе само материјалните трошоци на еден таков експеримент. Тоа не значи на другиот да не му се даде она што му припаѓа. Тоа значи да му се даде се што му припаѓа, но не и да му се дуплира или триплира државата за сметка на сопствениот опстанок. Според Маџунков, ситуацијата со двојазичноста е на работ на одржливоста, а понатамошното ескалирање на оваа шизофрена состојба неминовно би довело до уривање на сите институции, а со тоа и целата држава. Маџунков во својот говор реагираше и на последните изјави дека Македонија не била држава и дека треба да се подели, кои според него се познати тактики. Првин ќе се зададе нерешлива задача како што е промена на името и воведување на двојазичност, а потоа ќе се констатира дека Македонија не постои и треба да се раздели помеѓу соседните држави, вели академикот. Се сугерира промена на границите, а се заборава дека тоа секогаш водело, а и сега води во општа војна. Ние немаме друга држава, ова е нашата единствена, а не резервна татковина. Ние немаме ни друг јазик, ние што живееме во неговиот скут, немаме каде на друго место да се засолниме. Затоа името и јазикот треба да ги чуваме како нешто без што нема опстанок. Се друго е трговија. Маџунков нагласи дека формирањето на академиите на науките и уметностите главно се формираат за заштита на националниот јазик насекаде во светот, а во услови на двојазичност, Македонската академија на науките и уметностите ќе треба да се подели на два дела, исто како и државата.